Здраво на сите! Ова се мои рецепти и денес ќе правиме редена торта со јагоди и шлаг. Без оглед на тоа дали му е роден ден на вашиот најдобар пријател или пријателка, или пак имате друга причина за славје, оваа торта ќе остави силен впечаток и ќе го привлече вниманието на сите присутни. Ова е многу едноставен рецепт, за чија подготовка се потребни само неколку минути, но тортата е толку голема и богата што ќе ви требаат неколку дена да ја изедете. Да започнеме со состојките. Ќе ви треба 240 грама брашно, 240 грама шеќер, 180 грама путер, 4 јајца, 1 кафена лажица прашок за пecivo, 250 мл шлаг и 20 јагоди. Тенко исечкајте ги јагодите. Сакаме во секој слој од тортата да ставиме 4 до 5 исечкани јагоди. Сега изматете го шлагот додека да се стврдне и да стане лесен за работа. Не сакаме да истече од тортата подоцна. За да го направите пандишпанот, ставете ги јајцата и шеќерот во сад за мешање и мешајте додека да се спојат и да добијат бледа боја. Следен ставете го путерот и матете додека да се раствори. На крај ставете 1 кафена лажица прашок за пecivo, а потоа и брашното. Мешајте додека да се спојат сите состојки и да добиете мазна, креместа, сунгереста смеса. Намачкајте ги ѕидовите на делимано тавата за рерна со путер и во неа ставете ја смесата. Уверете се дека смесата е мазна, но не грижете се премногу бидејќи таа ќе слегне во рерната. Ставете ја тавата во рерна загреана на 150 степени да се пече 20 до 25 минути. Со нож можете да проверите дали тестото е печено. Ако ножот е чист откако ќе го забодете во пандишпанот, тестото е готово. Извадете го и оставете го да се излади. Време е за забавниот дел. Сега ќе ја редиме тортата. Пандишпанот го исековме на 4 парчиња со иста големина. Земете го првото парче. Покрите го со шлаг и размачкајте го рамномерно. Ставете парчиња јагоди. Потоа и следниот слој и повторете ја постапката. На крајот, откако ќе го ставите и четвртото парче, повторете ја постапката уште еднаш и тортата ви е готова. Зарем не е прекрасна? Исечете едно парче и послужете го на чинија. Оваа торта е толку голема што можеби ќе сакате да ја споделите со некого. А можеби и не. Велат дека јадеме и со очите, а не само со устата. Оваа торта е мелем за очите, но задоволството ќе ви биде потполно дури откако ќе ја пробате. И не заборавај, на сите ни е потребна идеја во кујната. Затоа биди вистински пријатели, сподели.